Трет случај на конго-кримска хеморагична треска во Македонија. 42 годишен велишенец е позитивен на вирусот. Пациентот во моментот е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести во Скопје и е во стабилна состојба. Пациентот не знае дали бил каснат од крлеш, но има убодна рана и докторите претпоставуваат дека можеби се заразил додека ловел риба покрај Вардар. Можниот начин на зараза е рибарењето негово покрај еден дел на Вардар, каде што има доста влага, каде што има непроодно на трева, високи трња и така натаму. И тоа е една од опциите каде би можел да биде заразен. Пациентот не е поврзан со претходните случаи на заразени од конго-кримска хеморагична треска. Он свесно не дава податок дека забележал укаснување на крлеш, што не мора секогаш да биде и забележано од човекот кој е укасан. Има една рана која може да биде рана од укасување на крлеш, меѓутоа тоа го заклучуваме индиректно и клинички. Тој самиот не е свесен дека бил каснат од крлеш. Неретко се случува и такви ујети. Првиот случај на вирусот беше потврден кај 27-годишната девојка од Штип која почина. Таа била касната од крлеш. Вториот случај на заразен е болничарка која била во контакт со девојката од Штипско за време на нејзиниот престој на клиниката за инфективни болести. Вирусот се пренесува на човек пред се од крлежи на домашни животни. Преносот од човек на човек може да се случи како резултат на близок контакт со крв и секрет, а смртноста достигнува и до 40%.